Почитувам министър за транспорт, информатичка технологија и връзки на Република Бугарија, Христо Алексиев, почитувана госпоѓа Белинда Балуку, министър за инфраструктура и енергетика на Република Албанија, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите. Драго ми е што денеска трите држави сме овде да разговараме за посветеноста и за отварањето на процесот на развојот на инфраструктурата на коридорот 8. Respected Mr. Minister of Transport, Information Technology and Communication of the Republic of Bulgaria, Mr. Hristo Alexiev, Distinguished Minister of Infrastructure, Energy and of Republic of Albania, Ms. Belinda Baliku, distinguished guests, dear media. I'm very much pleased to be here today and to discuss three of us ministers regarding the development and future activities related to the Corridor 8. Железничкото поврзување во Република Северна Македонија со исток со Република Бугарија и кон запад со Република Албанија е од исклучително значење за развојот и на инфраструктурата во нашата држава, но и на инфраструктурата во целиот регион. Токму поради тоа изградбата на нови пруги треба да овозможи забрзан економски раст не само на нашата земја, туку и на целиот регион. Поради ова ми е драго што регионалниот пристап кој што го имаме како земји со овој меморандум го потврдуваме, покажува дека навистина ние се обврзуваме да продолжиме со развојот на инфраструктурата во целиот регион. The railway connection to the east with Republic of Bulgaria and to the west with the Republic of Albania is a key importance of the development of the overall railway system in the Republic of North Macedonia. The connection of the new railway should enable acceleration of the economic growth not only in our country but also of entire region along the pan-European corridor 8. Како земја кандидат за членство во Европската унија сме силно посветени на развојот и на железничката и на патната инфраструктура и на коридорот 8, но и на останатите коридори во државата и токму поради тоа од тие политики и причини даваме шанса за развој на политиките како влада кои што се насочени кон развојот на инфраструктурата и нашата 6-годишна стратегија на владата во овој момент во развојот на железничката и патната инфраструктура изнесува повеќе од 2,7 милиарди евра. As an aspirant country of the EU membership, we are strongly committed to the regional development through the construction and modernization of the road and the railway infrastructure. That is the only way why the policies we implemented as the government are aimed at the completion of the Corridor 8, but not only of this Corridor 8, but also the other and the other corridor who are passing through of our territory. For that reason, our 6-year strategy, which are brought by the government, is focused precisely to this development of this project and is in a total value of 2.7 billion euros. Овој меморандум, убеден сум дека дополнително ќе помогне за координација, спроведување на мерките за олеснување на транзитот, на граничните премини и ќе обезбеди коридори со брз и непречен проток на стоки и услуги. Исто така наш приоритет е постигнување на одржлива мобилност и висока ефикасност и квалитет на транспортните услуги на подолг рок. This memorandum will further assist in the coordination and implementation of the measures to facilitate the transport of the border crossing and will provide corridors with a fast transport of goods. Also, our priority is to achieve sustainable mobility and the high efficiency of quality of the transport serving in the long run. Поради ова, од исклучителна важност е да дадеме силни напори и како држави и како влади за изградба и финализирање на транспортната инфраструктура на оваа оска исток-запад. Инвестициите кои што ние ги планираме во Република Северна Македонија во делот само на железничката инфраструктура на овој коридор 8 изнесуваат преку 1 милиарда евра. For that reason, we as three ministers who are very much connected with the Rail Corridor 8, we stress that we will work very hard to and we put our strong efforts in construction and the finalization of the transport infrastructure corridor aiming east-west axis. In the Republic of North Macedonia, the investment which are
focusing on the railway worth 1 billion euros. Нашиот источен крак на коридорот 8, односно кон Република Бугарија, е поделен во 3 фази. Драго ми е што претходниот петок веќе склучивме договор со компанија која што ќе врши надзор на изградбата на железничката пруга кон Бугарија во првата и втората фаза, а очекувањата се дека до крајот на оваа година ќе ги завршиме постапките за избор на изгледувач за градба на овие први две фази. Почетокот на градбата на пругата кон Бугарија во прва и втора фаза ја очекуваме да започне првиот квартал на 2022 година и тоа е само инвестиција од околу 200 милиони евра. I would like to emphasize here that the construction works on the western part of the rail corridor 8 on our territory is in the advanced stage. Just last Friday we signed a contract with a supervision engineer who will do the supervision engineer services on the two sections. And we are planning until the end of this year to complete the process of selection of the contractor, who will start the work who will start the construction works mid of next year. The total investment cost of these two sections in this moment were roughly 2,000 million euros. И третата фаза или третата делница на источниот крак од коридорот 8, тоа е од Крива Паланка до границата со Бугарија. За нешто што зборуваше и мојот колега министер од Бугарија е да продолжиме со постапки и наскоро да започнеме и таа изградба на таа фаза, со што тука заеднички ќе треба со Република Бугарија да работиме на решавање на тунелите кои што се наоѓаат на самата граница. И таа делница само од страната на Република Северна Македонија само третата фаза изнесува преку 400 милиони евра. For the third and last section of the rail corridor 8 towards Republic of Bulgaria from Kriva Palanka to the Devebaer, as we discussed today with the minister from Republic of Bulgaria, we is in a very hard condition. But we agreed that we will work commonly, we will work together. We have to solve here a lot of advantages, such as the tunnels which are connecting us. Having in mind that this section is in a very mountain terrain, it costs a lot of. On our part of the rail corridor, the total investment is foreseen to be 420,000 million euros. Во однос на западниот крак на коридорот 8, тоа е од градот Кичево кон границата со Албанија, имаме 70 километри, имаме готов проект за градба и очекуваме во моментот да се работи, да се продолжи да се работи на преговорите за финансискиот аспект и финансиерите како поддршка за изградба на оваа западна делница од коридорот 8 и поврзувањето со Албанија. On the western part of the rail corridor on our territory, it is a length of 17 kilometers. The designs are already done, and in this moment we are working on the finalization of the financial sources together with the international financial institutions. Би сакал кратко само да се осврнам и на патната инфраструктура, бидејќи во овој период се работи на целосна обнова на патната инфраструктура во коридорот 8, на источниот крак од Куманово кон границата со Бугарија вршиме целосна реконструкција и на постоечкиот пат, но и градиме експресен пат во една делница, така што инвестициите само во источниот крак на коридорот 8 кон Република Бугарија изнесуваат во овој момент преку 90 милиони евра. I would like to emphasize here also the progress what we are achieving on the road infrastructure. I would like to mention that on the whole rail corridor 8 we are working on the reconstruction and the modernization of the roads, especially on the part of the corridor 8 who is connecting Kumanovo with the Bulgarian borders. And the total investment here is estimated that it will be 19 million euros. Оваа средба ми дава навистина за право да верувам, а и надеж да верувам дека заеднички ќе продолжиме да се бориме за развојот на инфраструктурата, за посилна економија, за иднината на целиот овој регион, за поврзувањето на граѓаните, за поврзувањето на
државите. Токму поради ова знам дека ќе продолжиме и понатаму да работиме на со еден пријателски пристап и однос на решавање на сите овие инфраструктурни прашања кои што ќе дадат иднина на целиот регион. This meeting encouraging me that we achieved a good approach to work together to make a good cooperation among us, which lead to the better success and the more access to what we have to achieve. И на крај секако би сакал да се заблагодарам на моите колеги затоа што денес заедно работевме, ќе продолжиме и да работиме на реализација на овие многу значајни проекти кои што исклучиво ќе бидат успешни ако работиме заеднички, заради тоа што ова се регионални проекти кои што бараат регионален пристап. И ова е за мене убав и значаен ден во кој што продолжуваме економски да го јакнеме целиот регион и да соработуваме на овие теми кои што се исклучително значајни за сите три држави. Благодарам. At the end, I would like to thank to the Minister and to the Minister of Republic of Bulgaria and Albania. And I have to admit it that today we achieved very good cooperation. We agree how we will proceed in the future. And all these steps what we achieved now will lead to better cooperation and to success, which at the end will have the economic benefit of all three countries. Thank you very much.